ќе пронајдат документ, ќе пронајдат опрема која што повеќе од 2 години ги слушала сите обвинители и суди. Потоа нема да знаат како да го изложат својот народ. Нема да знаат како ќе се исперат од овој скандал, па најпрво ќе речат на 30 септември 2016 да започнавме до ден денешен, за да другиот денот како ќе им текне што кажале, ќе се вратат пак на пресконференција и ќе речат од 2013 да бил ова Кристијан невиновен тога што е бил во дел од кабинетот на тогашниот премиер. Забадијала се мачите, забадијала се трудите и мене да ме испрлате и да го извалкате името на ВМРО ДПМН и сите оние членови во ВМРО ДПМН. Не ви проаѓа повеќе картата на емоција. Народот не ве сожалува. Не сте жртва. Вие сте ловците. Вие сте ловците на овој народ. Вие сте ловците на Македонија. Вие сте ловците на македонскиот народ. Народот ќе ве осуди. Како да ми веруваат овие луѓе дека имаме независно судство, дека имаме независно обвинителство, кога ќе излезе министерот за внатрешни работи и ќе каже не се секирајте, не се грижете, материјалите се на безбедно. Каде кај него во фиока, за да може да ги оценува судиите и обвинителите? Оставка! 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 Сакате да монтирате случаи повторно. Сакате повторно да ги оценувате и обвинителите и судовите. Сакате сите да судат по принципот на кацарска судството. Сакате сите да обвинуваат по принципот на русковска обвинителството. Едно да ви порачам, не се тие двете толку храбри. Ке дојде денот кога ќе ви го завртат грбот и кога истите тие ќе пропеат за сите нарачки, за сите уцени кои што им ги правите преку вашите адвокати. И тоа нема да ви го прости овој народ овде, кој оној народ кој што е дома. Македонија! 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 Ветува чуда, ветува економија која што многу ми замера, велат сега најде се економија да збориш, треба што се случува со државата. Ке зборам, затоа што и економијата е важна, затоа што економијата е таа која што им обезбедува екзистенција на луѓето.